Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со обработка на глава 3 од посланието до галатјаните. Претходните неколку епизоди се обидов да обрнам повеќе внимание на стиховите што ги читавме и токму затоа нашето заедничко проучување одеше некако поспоро. Причината зашто обрнувам повеќе внимание на овој дел од посланието е бидејќи во него е опишана суштината на Евангелието. Иако минатиот пат го обработивме и стих 13, сакам да го прочитам пак и да кажам уште неколку важни работи во врска со него. Христос не откупи од проклетството на законот, откако поради нас стана проклетство, бидејќи е напишано: секој да е проклет што виси на дрво. Во овој стих имаме цитат од книгата Второзаконие, каде се вели дека кога некој е каменуван до смрт, неговото тело треба да биде ставено на дрво, како пример за сите останати, но истото не треба да остане да виси навечер. Израелците практикуваа јавно погубување со каменување, а не со бесење. Но кога некој ќе направеше голема штета, неговото каменувано и мртво тело беше оставено да виси на дрво, за другите да се поучат и да не ја направат истата грешка како и погубениот. Во стих 13 пишува дека Христос стана проклетство за нас. Тој не откупи така што стана проклетство за нас, односно висеше на дрво за нас. Еден од клучните зборови во овој стих е стана. Исус стана проклетство за нас. Кога се случи тоа? Не беше за време на неговото отелотворување, ниту пак за време на неговото детство. Бидејќи во Евангелијата пишува дека токму во тој период Исус ја имаше благонаклоноста на Отецот, но и на луѓето. Исус не стана проклетство и за време на неговата служба, бидејќи Отецот за него рече: ова е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Тој стана проклетство за нас, додека висеше на крстот. Во книгата на пророкот Исаија пишува дека тој беше тепан, измачуван и страдаше поради нашите гревови. Во него немаше никаква вина. Тој со ништо не заслужи таков третман, но одлучи да мине низ сето тоа поради љубовта која ја има кон нас. Сакам да споделам со вас уште нешто многу интересно во врска со овој стих. Апостолот Павле пишува дека Христос стана проклетство за нас, за да не откупи и спаси. Со други зборови, тоа значи дека дрвото на кое тој умре за него беше символ на смрт, но сосема истото дрво за нас е и символ на живот. Тоа е навистина прекрасно. Господ Исус го даде својот живот за ние да имаме вечен живот и да бидеме заедно со него. Каква љубов е тоа? Ке продолжам со читање од стих 17. Апостолот Павле прави уште еден контраст помеѓу законот и благодата. Ова сакам да го кажам. Заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден од законот, кој е настанат 430 години подоцна, така што ветувањето би можело да изгуби силата. Тоа значи дека Бог му вети на Авраам благослов и направи завет со него, а тоа се случи неколку векови пред да биде даден законот. Бог му го даде законот на Мојсеј околу 430 години подоцна, но законот не го промени заветот кој Бог го склопи со Авраам. И пред да биде даден законот, и откако беше даден, на луѓето им требаше Божјата благодат и простување. Бог на Авраам му даде конкретни ветувања, без Авраам воопшто да има можност да ги пази сите заповеди кои беа дадени преку законот. Бог му рече: ќе ти ја дадам оваа земја, ќе ти дадам потомство кое ќе биде многубројно како песокот на брегот и како ѕвездите на небото. Преку тебе ќе ги благословам сите народи на земјата. Бог ги исполни ветувањата кои му ги даде на Авраам. Неколку народи произлегоа од него, но останатите ветувања се исполнија преку семејната лоза на Исак, која водеше до Господ Исус Христос. Тој е спасителот на целиот свет. Бог му вети дека преку него ќе ги благослови сите народи на светот. И тоа ветување се исполни преку смртта и воскресението на Христос. Исус Христос е најдоброто и најубавото нешто што му е понудено на човекот. Тоа е подарокот на Бог Отецот за секој од нас, но од нас зависи дали ќе го прифатиме. Но тој подарок беше ветен уште во времето на Авраам. Како што Авраам му поверува на Бог,
Се надевам дека и ние ќе имаме искрена и длабока вера во неговото ветување за спасение. Слушнете што пишува во стих 18. Зашто, ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е според ветувањето, а на Авраам Бог му го дари по ветување. Ветувањето се однесуваше на Христос и беше дадено пред законот. Знаете што значи тоа? Дека Божите ветувања не зависат од законот или исполнувањето на истиот. Дури и Бог да не го дадеше законот преку Мојсей, неговите ветувања за Месијата ќе се исполнеа. Предпоставувам дека некој од вас ќе го постават следново прашање. Тогаш, зошто беше даден законот? Која е неговата вредност? Сакам да знаете дека Павле не го обезвреднува законот. Тој само се обидува да им објасни на галатјаните, а и нам денес, која беше неговата цел. Зошто беше даден законот? Тоа е главното прашање. Павле не се ни обидува да го порекне фактот дека законот е важен и совршен, ниту пак се обидува да каже дека истиот нема посебна вредност. Токму напротив, тој аргументира дека нема ништо лошо во законот и дека е Божиот свет и славен стандард оној кој им покажува на луѓето што значи да се биде совршен. Но неговата цел исто така е да докаже дека никој не може да биде прифатен од страна на Бог врз основа на делата на законот. Зошто го вели тоа? Бидејќи галатјаните поверувале во идејата дека спасението се добива преку вера во Христос, но и преку добри дела. Стих 19. Зошто е пак даден законот? Тој е додаден поради престапите, додека не дојде семето, на кое се однесува ветувањето, и е предаден преку ангели, преку рака на посредник. Самиот Павле го поставува прашањето: зошто е даден законот? Сигурен сум дека и дел од читателите на ова послание би му го поставиле истото прашање на Павле, ако самиот тој не го поставеше. Павле не само што го поставува прашањето, но го дава и одговорот. Тој вели дека законот беше даден поради престапите. Односно, тоа значи дека законот беше даден за да не соочи со гревот. Но обрнете внимание и на зборот додека, бидејќи тој ни кажува дека улогата на законот беше привремена. Законот беше даден само за одредено време, периодот од Мојсей до Господ Исус Христос. Во Јован 1:17 пишува: законот беше даден преку Мојсей, а благодатта и вистината дојдоа преку Исус Христос. Истото го вели и Павле во стихот што го прочитавме. Законот беше даден се додека не дојде семето. Тие зборови ни откриваат привременоста на законот кој беше даден преку Мојсей. Кога станува збор за природата и улогата на законот, од исклучителна важност е да го знаеме и запомниме ова. Павле е многу јасен и конкретен во однос на причината поради која е даден законот. Тој вели дека законот ни е даден за да ни ги открие престапите, а не за да не ослободи од нашите гревови. Законот не може да не чува нас луѓето од гревот, бидејќи гревот е веќе навлезен во нашите срца. Законот е даден со цел да не соочи со реалноста дека ние сме грешници пред Бог. Секој кој го чита законот на правилен начин, ќе дојде до тој заклучок. Некои луѓе сметаат дека законот ни е даден со цел да не направи свети. Законот сам по себе е свет, но не може да не направи свети и безгрешни, бидејќи никој од нас не може да го почитува постојано. Луѓето не стануваат грешници тогаш кога ќе направат некаков грев. Тие прават гревови, бидејќи се грешници. Секој од нас се раѓа со грешна природа и секој пат кога правиме грев, ние всушност се водиме според внатрешната склоност да го прекршиме Божиот свет стандард. Луѓето лажат бидејќи се склони кон лагата. Крадат бидејќи се склони кон тоа да имаат нешто што не е нивно. Некогаш лагите се големи и имаат големи последици. Некогаш се мали, но сепак не се незначајни. Например, ако времето надвор е тмурно и облачно, некој може да ви рече: денес денот е убав. И вие од љубезност да одговорите со: да, навистина е убав. А во себе да не го мислите тоа. Има и други ситуации во кои јас лично сум сватил дека не ја кажувам вистината. Ако некој ме праша како сум, многу често сум склон кон тоа да кажам дека сум добар, а реалноста е дека воопшто не се чувствувам добро. Некој може би ќе рече: тоа не е сериозно. Но сепак, не е кажување на вистината. Ако не ни е проблем да кажуваме лаги во вакви ситуации,
сигурно нема да ни биде проблем да кажуваме лаги и во некои посериозни околности. Поентата ми е дека секој од нас е склон кон гревот, а законот е даден за да не соочи со таа реалност и да ни ја покаже потребата од Божјата милост и благодат. Потребен ни е посредник, а него го добивме во Господ Исус Христос, кој умре и воскресна за наше спасение. За да нема некакво недоразбирање во однос на законот и Божите ветувања, слушнете што пишува Павле во стих 21. Па така, законот противен ли е на Божите ветувања? Законот е добар и не се противи на Божите ветувања дадени за оние кои живеат по вера. Никако. Не заборавајте дека законот беше даден од Бог и затоа не може да се противи на Божите ветувања. Зашто? Ако беше даден закон што ќе можеше да животвори, тогаш на вистина оправданието ќе произлегуваше од законот. Ако имаше друг начин на кој Бог можеше да ги спаси грешниците, сигурно ќе го стореше тоа. Законот нема сила да не спаси и затоа Бог ни го овозможи спасението преку Исус. Но писмото сите ги затвори под грев, па преку верата во Исус Христос да им се даде ветеното на оние кои веруваат. Законот донесе смрт, односно не соочи со фактот дека сме грешни и дека ја заслужуваме Божјата казна. Во Езекијел 18:20 пишува: Душата која греши, ќе умре. Со оглед на тоа што сите грешиме, тоа значи дека сите заслужуваме смрт. Законот не донесе смрт затоа што е лош, туку само ни ја даде диагнозата и ни каже дека сме грешни и затоа сме осудени на смрт. Не е важно дали некој прави повеќе, а друг помалку гревови. Поентата е дека сите сме грешни и сите имаме голема потреба од спасение. Можеби ние не сме направиле големи гревови, како што тоа го правеле Сталин и Хитлер, но сепак сме сгрешиле на други начини. Бог нема да не спореди со други луѓе кои правеле поголеми и посериозни гревови од нас. Туку ќе го спореди нашиот живот со неговиот свети совршен стандард. Никој од нас не успеал и нема да успее да го исполни тој стандард, што значи дека сме грешни и дека ни е потребно простување. Без да бидеме свесни за таа потреба, нема да можеме да го добиеме Божјото простување и спасение, што значи дека свесноста за гревот е првиот чекор кон спасението. Ке се обидам да ви илустрирам оваа вистина, за да сватите за што станува збор. Замислете си висока зграда од околу 50 спрата, на која има тројца мајстори. Пред да почнат со работа, човекот кој го врши надзорот над нивната работа им вели: бидете внимателни каде газите. Ако не сте внимателни, можете да паднете од зградата и да погинете. Откако си отиде надзорникот, еден од работниците вели: овој човек постојано се обидува да не уплаши. Не верувам дека скокањето од оваа зграда ќе резултира со смрт. Работникот скока од 50-тиот спрат и паѓа надолу. Додека паѓа, тој се уште не е мртов и можеби си мисли дека се е во ред со него, но кога неговото тело ќе ја допре земјата, го чека сигурна смрт. Надзорникот беше во право. Замислете вториот работник да паднал од зградата, но ненамерно. Без разлика дали му верувал на надзорникот или не, и тој ќе биде мртов. Замислете третиот работник да имал долгови кон некои лихвари, кои веќе некое време му се закануваат по живот. Ако тие одлучат да го фрлат од зградата, и тој ќе погине. Без разлика кој на каков начин се нашол долу на улицата, сите тројце ќе бидат мртви, бидејќи законот за гравитација е таков. Законот за гравитација кажува што ќе им се случи на луѓето ако паднат или се фрлат од зградата, но не може да ги спаси и да им даде живот. Божиот закон не може да ни даде живот, исто како што законот за гравитација не може да им даде живот на оние кои ќе паднат од зградата. Овие закони ни кажуваат што ќе се случи ако преземеме одредени чекори, но не можат да не спречат во тоа или да ги поправат последиците ако веќе сме ги презеле тие чекори. Божиот закон вели: смртта е директна последица на гревот. Нема исклучок во тоа правило. И истото важи за сите нас. Бог им рече на Адам и Ева дека кога ќе пробаат од плодот од дрвото за познавање на доброто и злото, тие ќе умрат. Кога пробаа од плодот, токму тоа и се случи. Тие доживеа духовна, а потоа и физичка смрт. Божиот закон има авторитет да ни каже што ќе се случи ако сгрешиме.
но нема моќ да ги поправи последиците од нашите гревови. Затоа ни е потребна милоста. Ке го прочитам повторно стих 22. Мислам дека е од особена важност да ги слушнете повторно овие зборови, бидејќи навлегуваат во самата суштина на Евангелието. Но писмото сите ги затвори под грев, па преку верата во Исус Христос да им се даде ветеното на оние кои веруваат. Ова е неверојатна изјава. Законот ни покажа дека сите сме грешни и сите ќе се соочиме со Божиот праведен суд. Законот ни вели дека заслужуваме смрт. Но тоа не е крајот. Пред да дојде верата. Тоа се однесува на верата во Исус Христос, кој умре за нас. Ние бевме под стража на законот, заклучени за верата која требаше да се открие. Тоа не значи дека за време на законот Бог не беше милостив кон другите. Дури и кога го имаа законот, на израелците им беше потребна Божјата милост, бидејќи никој од нив не можеше целосно да го исполни. Така што, верата во Бог и неговата милост беше од суштинска важност во времето на законот и од суштинска важност од перспектива на смртта и воскресението на Исус Христос. Стих 24. И така, законот беше за нас воспитувач да не доведе до Христос, за да бидеме оправдани преку верата. Може би е подобро да се каже дека законот се уште е воспитувач. Но што значи тоа, дека законот е воспитувач? Следниот пат ќе размислуваме за улогата на законот во нашето спасение. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.